Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. За време на пробната работа во период од 12 часа во текот на вчерашниот ден Safe City регистрираше 65.000 прекршоци. Прекршоците со казни за сега се само опомени, кои веднаш им се испраќаат на сторителите со платен налог. За 12 часа забележани 65.000 прекршоци. Почна тестирањето на Safe City, системот за автоматско казнување на возачите кои ќе направат прекршоци на скопските улици. Министерот Тошковски објави дека во првите 12 часа од пробното функционирање на системот регистрирани се 2800 поминувања на црвено светло и 1000 нерегистрирани возила на улиците. Оваа алармантна бројка уште еднаш ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, од кој очекуваме значително подобрување на сообраќајната култура, зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот и намалување на штетите и жртвите на патиштата, вели министерот Панче Тошковски. Во почетокот камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички ќе следат прекршоци како брзо возење, поминување на црвено, непрописно паркирање и стечена сообраќајна. Во следната фаза МВР најавува проширување на регистрирањето на прекршоци, но засега е нејасно што точно ќе следат камерите. Граѓаните веќе почнаа да добиваат СМС пораки од МВР со предупредување дека направиле прекршок во сообраќајот. Одстапки нема, па така на места каде дозволено е 50, предупредување добиваат и возачи кои возеле 52 км на час, например. Кога ќе дојде ред за казнување, таа ќе пристигне и на СМС, но и на електронска адреса, податоци кои возачите ги оставаат при регистрација на возилата. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување. Кога ќе заврши со плаќање на изречената глоба, во одадените рокови се плаќаат трошоци на целокупната постапка. За сега е нејасно колку време ќе му треба на системот да регистрира и процесуира одреден прекршок. Според објаснувањето од МВР, странците кои транзитираат, например, ќе имаат рок од 8 дена за да ја платат глобата. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата. Во случај на прекршоци кои освен парична казна, законот предвидел и одземање на возачката дозвола, ако сторителот ја платил казната во предвидените рокови, МВР поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд. На еден месец пред стапувањето во сила во јавноста се уште има одредени недоречености. Например, како ќе бидат казнувани возачите на рентакар возила, или уште кои законски измени се потребни да се донесат до крајот на месецот за системот да може непречено да профункционира. Safe City е еден од најдолго најавуваните проекти уште од 2023. Планот е да биде проширен и во други градови како Куманово, Тетово, Штип. Системот треба да воспостави ред во сообраќајниот хаос и да го намали бројот на жртви со оглед на тоа што годишно во просек по 137 луѓе гинат во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија. Бекем Сали ќе биде вице-премиер и министер за евроинтеграција, Мухамед Хоџа министер во животна средина. Ова се предлозите на премиерот Мицковски доставени до собранието. Владата ја напушта Муртезани, за кого се планира амбасадорско место.
Пратеникот и екс-министер за здравство од редовите на Алтернатива, Беким Сали, доби ресор. Осен прв вице-премиер на местото на Меджити. Тој се предлага за министер за евроинтеграции. Поранешниот портпарол Мухамед Ходжа го презема ресорот за животна средина. Формалните предлози Мицкоски ги достави до собранието. Тоа значи дека од владата ќе треба да си замине Орхан Муртезани, кој сега го држи ресорот за евроинтеграции. За него засега се планира амбасадорско место во Брисел. Веќе има и предлог за разрешување од премиерот и се планира тој да биде ставен на дневен ред на првата наредна седница. Неизвестно е кога ќе биде изборот на новите министри. Ова е првиот дел од владините смени што се најавуваа изминатиот период. Втората фаза во која може да дојде до нови промени се планира по Конгресот на ВМРО-ДПМН и по Нова година. Во меѓувреме владеачкото мнозинство, иако по расцепкувањето на Европскиот фронт на ДУИ, засега на свое конто не додаде пратеници, јасно е дека полека го обезбедува Бадентеровото мнозинство што сега го нема. Бадентер е потребен и за дел од законите од реформската агенда, но и за законот за локална самоуправа. Пратеникот Илир Демири кој викендов објави дека излегува од крилото на села во Алијанса и ќе делува независно. За Сител потврди дека ќе дава поддршка на владини закони што се од интерес на граѓаните. Поддршка ќе дадам на сите закони што се од интерес на државата, како европските закони, но и од интерес на сите граѓани. Останува да делувам независно, но идејата ми е племенита, да ги обединам трите дела на Алијанса и на партиски конгрес да избереме ново раководство. Потоа ќе одлучиме што е најдобро за Алијанса, дали да делуваме како власт или како опозиција. Не може да бараме лек за државата ако прво не се излечиме себе си, ни рече Демири во телефонски разговор. Алијанса во парламентот делува со 8 пратеници. Тројцата на села кои неодамна ја напушти коалицијата на Ахмети, тројцата на Таравари делуваат како опозиција. Еден пратеник е од крилото на вице-премиерот Фетаи и тој е дел од мнозинството. Демири засега како независен веќе разговарал со пратениците од крилата на села и Таравари, наскоро и со оној на Фетаи, за првично да формира и заедничка пратеничка група. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Огромен број граѓани кои скенираа фискални сметки за третото тромесечие не добија пари од поврат на ДДВ. Од ДОЈП сепак уверуваа дека парите ќе стигнат на сметките на граѓаните на кои не им били исплатени. Речиси 200.000 граѓани кои скенираа фискални сметки не ги добија парите од повратот на ДДВ. Законскиот рок за исплата истече вчера. Од ДОЈП без одговор кога ќе им се префрлат средствата за третото тримесечие. Но уверуваат дека парите сепак ќе ги добијат. Во процесот на исплата кај дел од спецификациите се појави технички проблем, кој бара целосна преработка на истите. Имено доколку постои дури и само еден налог, каде се појавува корисник со промена на банка или трансакцијска сметка. Целата пратка системски се враќа и средствата не се исплаќаат кон сите корисници кои се во ист налог, како и корисникот кој извршил промена. Овој предизвик е веќе идентификуван и надлежните служби работат на негово надминување. Целта е да се обезбеди точна и правична исплата за сите граѓани, без исклучок. Велат во соопштението од управата. Додаваат дека граѓаните треба да бидат спокојни. Средствата кои им следуваат ќе им бидат исплатени. Според последните податоци кои ги објави управата за јавни приходи, а се однесуваат за второто тримесечие, фискални сметки скенираат речиси 503.000 граѓани. Од кога почна да се применува проектот во 2019 година, вообичаено е повратот на ДДВ да се исплаќа до 10, најдоцна до 15 во месецот по истекот на 60 дена од завршување на кварталот. Во овој случај парите за јули, август и септември требаше да легнат на сметките до 15 ноември. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.